Формиран во 2007 година со основна цел развој и унапредување на кошаркарскиот спорт во Крива Паланка, кошаркарскиот клуб Крива Паланка успешно обстојува веќе 5 години на кошаркарската сцена во земјава, континуирано инволвирајќи повеќе младински екипи во надпреварувањата при Кошаркарската федерација на Македонија, етаблирајќи се како клуб кој има што да понуди и кој дал низа таленти во овој спорт. На 11 октомври со пригодна манифестација и ревијален турнир во спортската сала на Основното општинско училиште Илинден, кошаркарскиот клуб Крива Паланка го одбележа 5-годишниот јубилеј од своето постоење. Манифестацијата започна точно напладне, на големиот државен празник 11 октомври, а пред почетокот присутните ја проследија државната химна, свечено оддавајќи му чест на денот на народното востание. На ревијалниот турнир за символично одбележување на јубилејот учествуваа екипата домаќин на кошаркарскиот клуб Крива Паланка и екипите на Феникс од Скопје и Пробаскет од Пробишти. Тие настапија со третолигашките тимови кои сезонова ќе учествуваат во третата лига мажи при Кошаркарската федерација. Во преполната сала присутните најпрви ја проследија презентацијата, ретроспектива на изминатите 5 години напорна работа, посветеност и вложување во кошаркарската иднина на градот и земјава. Годините презентирани низ фотографски записи се нижеа на платното пред посетителите, а говореа за првите чекори на паркетот на сега веќе искусните кошаркари. Сликите се нижеа и говореа за етапното учество со секоја година побројни и поуспешни во младинските лиги на Кошаркарската федерација на Македонија, во повеќе возрастни категории, во машка и женска конкуренција. Она што низ годините се гаеше, пред се каузата за доследна промоција и развој на кошаркарската приказна за Крива Паланка, низ годините кои не се многу, ама се приказна за себе секоја поединечно, кулминираше токму во 5-тата јубилејна сезона на надпреварување и действување на клубот 2011-2012, кога тимовите од клубот се врамија во кошаркарската историја на Македонија. Кадетите, родени генерација 94-95, кои веќе 6-та година активно тренираат и се надпреваруваат во клубот, надпреварувајќи се на државните училишни спортски надпревари, најпрвин за прв пат ги поминаа зонските, потоа регионалните надпреварувања, за да на крајот се вратат со бронза од државното првенство во кошарка. А па кошаркарките од клубот во кадетска конкуренција, генерација 96-97, годинава ја освоија титулата државни прваци во својата категорија, што беше најубав начин да се круниса 5-тата година од работењето на клубот. Вредно да се спомене дека кошаркарскиот клуб Крива Паланка 2012-та покрај играчите кои препознаени како таленти веќе играат и во други клубови од Македонија, во своите редови ја имаше и Драгана Петковска, која истата година се вброи во редовите на младинската репрезентација на Македонија до 18 години. Млада кошаркарка која допрва ќе ги испишува спортските страници на земјава, а потекнува од кошаркарскиот клуб Крива Паланка и од нашиот град. Моделата кои говорат во име на тренерите Белешковски Ведрани и Ивановски Мирослав се нешто што им влева само дополнителен елан и желба за нови достигнувања, нови резултати и секако калење на нови млади кошаркарски таленти од Крива Паланка. Токму затоа, во продолжение на манифестацијата за одбележување на јубилејот, се одигра најпрвин дуелот со подмладениот состав на третолигашкиот тим од Крива Паланка, кој сезонава од 20 октомври ќе настапува во сениорските лиги. На младите светот им останува, вели тренерот Белешковски. Наш приоритет е младинците да се калат низ надпреварите и секако да прераснат во врвни спортисти во иднина. Првиот дуел го одиграа екипите на кошаркарските клубови Крива Паланка и Феникс од Скопје. Меч кој беше неизвесен од стартот до завршницата, атрактивен, динамичен. Во овој дуел младите кривопаланчани славеа минимална победа. Вториот дуел беше мегдан за поискусните надополнети од помладите, од Крива Паланка и од Пробаскет Пробишти. Ревијална подготовка за сезонава, зашто овие два тима се среќаваат во лигата наскоро. Присутните кои ја исполнија салата и го бодреа домашниот тим речиси цел ден, имаа можности да се забавуваат за време на паузите и полувремето, а најсрекните беа и наградувани од страна на организаторот. Се насе, одлично спортско дружење и атмосфера владееја на празничниот ден во спортската сала на Основното општинско училиште Илинден. Промоцијата на спортот воопшто, кој да е секогаш во прилог на развој на младите генерации, кои, судејќи по интересот во изминатите неколку години, особено на младите од Крива Паланка, кои како никогаш досега имаат избор од мноштво, речиси сите спортови, имаат можност да се опробаат и да запливаат во водите на оној спорт кој ним им одговара. А тоа пак допринесува за развој на победнички и оптимистички дух кај секоја млада личност, спортист, придобивка за секоја единка која е немерлива и нема цена.
Ние само на крајот им го честитаме јубилејот на кошаркарските ентузијасти од нашиот град, кои ја заживеа кошарката во Крива Паланка, издигнувајќи ја на високо ниво. А на сите спортски работници од градов им посакуваме многу поводи за славје и дружење. Советување дека Златен канал е секогаш тука за поддршка и промоција на спортот.